Добро вечер. Добро дојдовте во дебатната програма Отворено. Ова е 30-та емисија од Отворено во втората сезона, кога ги собереме и двете сезони. И голем дел од емисиите беа посветени на политичката криза која трае и не се гледа разрешница. Живееме денови кои се ирационални, нелогични, драматични, кога Македонија се движи кон парламентарни избори кои по дефиниција треба да бидат повеќе партиски, но учество на изборите пријави само една политичка партија и покрај барањата од домашната и од меѓународната политичка сцена овие избори да се одложат. Оној кој може тоа да го стори, да ја прекине оваа апсурдна ситуација, председателот на Собранието се наоѓа во Рим. Тој денес му порача дека нема уставна можност да се одложат изборите на 5 јуни, односно да се свика Собранието, откако е веќе распуштено. И лидерот на единствената партија која излегува на избори, господинот Никола Груевски, рече дека неговата партија е во тешка ситуација, меѓутоа ќе оди на избори, а веднаш потоа ќе се организираат нови избори. За излезните решенија вечерва ќе дебатираме со 3 политичарки, требаше да бидат 4, меѓутоа госпоѓа Тарангелова од ВМРО ДПМН, чија партија оди на избори, не можеше да присуствува, а отсуството го оправда со здравствени причини. Имаме доста интерес од граѓаните за оваа тема и затоа да не губиме време. Драматичен повик пристигна вчера до председател на Собранието Трајко Велјановски од академик Камбовски, кој го повика, врати се од Рим, државата се распаѓа. А денеска Европската комисија уште еднаш излезе со став во кој вели: сметаме дека не се исполнети ниту минимум услови за овозможување веродостојни избори на 5 јуни, кои би можеле да бидат признаени од меѓународната заедница. Во актуелните услови било која влада која ќе резултира со избори во кои трите најголеми партии не учествуваат нема да биде кредибилен партнер на меѓународната заедница и уште се вели политичките лидери не можат да се преправаат дека се е во ред. Навистина драматична ситуација во земјава, во правецот во кој отиде политичката криза. Вечерва за можните прасци на разрешување зборуваме со госпоѓа Цветанка Иванова од СДСМ. Добро вечер и добро дојдовте. Лиљана Поповска, Дом, добро вечер и до вас, и Нора Алити од ДУИ. Отворено е емисија во која прашањата ги поставуваат граѓаните. Преку тие прашања ќе видите и кои се нивните дилеми во оваа навистина комплицирана политичка состојба во која се најде државата. Ќе почнеме со прашања од студиото, а потоа имаме доста прашања кои ќе ги прочитам бидејќи доаѓаат од сите страни на земјава. Одиме веднаш со Стефан Алексич. Стефан, повели. Здраво на сите. Прашањата кои сакам да упатам до сите гости во емисијата е: очигледно можеме да видиме дека строгите пораки од Европската унија и конкретно целата меѓународна заедница не делуваат на нашите политичари. Што мислите, кои се следните механизми кои може да ги преземе меѓународната заедница без при тоа да бидат оштетени граѓаните, да се врати повторно политичката волја за разрешување на кризата која имаме во овој момент? До сите гости до сите гости во емисијата. Ако ми дозволи Стефан, значи прво дали може и ова последно соопштение од Европската комисија да се игнорира, а потоа како што вели Стефан и кои се сите се механизмите кои што Европската унија може да ги употреби, повелете. Добро вечер на сите. На почетокот сакам да изразам благодарност што вечерва можеме заедно да дискутираме. Сме поканети, имаме можност да дискутираме за една многу важна тема и актуелна во моментов во државата. Јас би почнала со една реченица од познатиот јакобинец Сент Жист. Тој во Француската револуција кажал дека сите уметности произведуваат чуда, само уметноста на владење може да произведе чудовиште. Навистина сме соочени во една ситуација, во една апсурдна ситуација во Република Македонија, во една ирационална ситуација, каде што, за жал, после 25 години плурализам, вложена енергија, изгубени младости, изгубени моменти од животот, ние повторно денеска Република Македонија ја враќаме во едноумието.
Учеството на една политичка партија на избори не значи ништо друго освен едноумие. И мислам дека е преголем залогот кој што треба овој народ да го голтне за да го дозволи ова нешто. Не само што граѓаните веќе подолго време се на улица и бараат промена на ваквата ситуација, веќе се поизвестно е дека ова не оди во прилог на никој и дека веќе и Европската комисија денеска испрати една остра критика, остра порака со која што кажа дека нема да ги признае изборите на кои што ќе учествува нормално само една политичка партија, нема да ја признае и владата за легитимна, нити па изборите за кредибилни. Ако имате една таква порака остра од Европската Унија, од Европската комисија, тогаш мислам дека лудо се да се продолжи со овој процес упорно и да се турка државата во уште поголема криза. Наместо излез од кризата, ВМРО ДПМН со своите постапки ја турка државата во уште поголема криза. Точно е дека јасна е пораката на Европската комисија и точно е дека доколку ова лудило не се сопре, доколку на вистина ВМРО ДПМН не се вразуми и го прекине овој процес, Република Македонија ќе се најде изложена на санкции од страна на Европската Унија, од страна на Европската комисија и меѓународната заедница. Меѓутоа, јас уште еднаш би сакала да кажам дека овие санкции не би сакала и народот треба да се спротистави дека овие санкции не треба да паднат на товар, на грбот на народот, туку санкциите треба да паднат на грбот на оние кои што ја направија ваква состојбата во државата. Предпоставувам, ова е вашиот одговор до Стефан, дека следните политичката врхушка на кои може да влие Европската комисија. Притисок врз политичката врхушка која што се прави не во интерес на граѓаните на Република Македонија, туку во нивна интерес, да си ја спасат собствената кожа. Сите овие последни акции кои што се преземени од страна на институциите на системот во заштита на политичката врхушка јасно зборува за што се работи. Не се работи за интересите на граѓаните на Република Македонија, туку се работи за личните интереси не на ВМРО ДПМН, туку на раководството на одреден круг на луѓе кои што се фатени или влезени во длабок криминал и кои што си ги штитат своите интереси. Господи Поповски, ова не е прво реакција од страна на Европската комисија и претходно имавме во сличен тон реакции. Американската амбасада јасно кажа треба да се состане повторно собранието и да ги донесе оние итни одлуки кои што ќе расчистат малку оваа ситуација. Дали може и ова да се игнорира и како што вели Стефан, што друго може да се преземе за да се објасни веќе еднаш ситуацијата пред македонските политичари, бидејќи Македонија сепак е дел од Европа и не може да се постапува. Ние треба да постапиме како земја на еден нормален начин, не само поради тоа што меѓународната заедница тоа го бара, туку затоа што тоа го бараат граѓаните на Македонија. Секојдневните пораки што стасуваат од улиците на граѓани низ цела Македонија во сите градови, без автобуси излезени, покажува дека граѓаните осознаа работи со кои што не се согласуваат за катастрофално водење на политиката последниве години и едноставно бараат можност да излезат на фер и демократски избори да го кажат својот глас. Меѓутоа, меѓународната заедница, да одговорам директно на прашањето, секако има инструменти и тие инструменти ги користи и досега. Инаку што мислите, зарем некој кој што е навлезен во криминал и во скандали од типот на она сето што го слушнавме во бомбите, зарем би прифатил серија постапки што не му одговараат без да има одредени докази што меѓународната заедница му ги покажа. Меѓутоа овој пат реакција нема. Меѓутоа ќе има. Специјалниот представник кој што беше пратен од Германија, секаде коментарите беа дојде, виде и си замина. Не, тоа воопшто не, нити приказната со господинот од Германија е само започната, тоа сигурно не е крај. Тоа беше, предпоставувам, само едно сондирање на работите за да може понатаму да превзема други мерки. Мене ми е многу жал што сега демократските сили во Македонија, демократски ориентираните
граѓани чекаат помош од меѓународната заедница. Лично и јас имам едно чувство на непријатност. Јас сакам работите да се ги завршуваме ние самите. Не да чекаме од надвор, меѓутоа во моментот нам ни требаат пријатели од надвор за да можеме да ги завршиме сиве овие работи, затоа што како да немаме доволно механизми заробени ни се институциите кои што треба да се дел од тие механизми за да се дојде до фери демократски избори. И ние го живееме практично театарот на апсурдот. Влегуваме во еднопартиски систем, тоа е лудо. Или каква е таа изјава дека сега овие избори ќе ги организираме, ние сами со себе ќе се тркаме, меѓутоа после ќе ви дадеме и другите да се тркате, откако ќе покажеме, зашто целта е тоа, откако ќе покажеме колку се народ ќе излезе во поддршка наша и тогаш да имам јас како лидер уште подобра преговарачка позиција. Знаете, вакво однесување ќе треба да изберам зборови, не сакам навредлив збор да употребам. Ваквото однесување е најблаго кажано некоректно, нелогично и неприфатливо. Еве вака, мислам дека ниеден навредлив збор не употребив, меѓутоа за прв човек на влада и на држава и сега поранешен прв човек на влада, меѓутоа сега за прв човек на една партија, ова е апсолутно неприфатливо. Ме чуди што нашиот колега Трајко Велјановски и понатаму продолжува да ја игра играта. Мислам дека сега е време за достоинствени одлуки. И воопшто во овие 2 години е време за достоинствени одлуки, откако сите слушнавме, чувме што се правело зад сцена и сето на што не ни се верувало го чувме, се уверивме и сега веќе секој е соочен пред себе си со морална дилема. Или ќе играм глумам лудило, ќе играм во игра која што очигледно дека е нечесна, или и ќе се правам дека не знам, зашто сега веќе нема правење, не знам, се знае. Или пак ќе излезам надвор, ќе кажам дека сум против и ќе се борам против таквите состојби. Инаку меѓународната заедница може да направи санкции. Ние како дом јавно повикавме тоа да не го прави, се обративме до САД, до ЕУ, дека дури еден драматичен повик имавме зошто камшик по сите поради гревот на поединци. Зошто да страдаат граѓаните на Македонија поради гревот на неколкумина луѓе кои што се богателе од ова не е грев ни на ВМРО-ДПМН како партија, ова е грев на врхушката на ВМРО-ДПМН која што ја злоупотребила власта. Па пораките на меѓународните одлучувачки центри, тука не е само Брисел, туку и од Вашингтон, па и Берлин и другите центри се многу јасни и многу гласни, без да оставаат простор за различни интерпретации. Не би сакала да се повторам со тоа што веќе моите колешки го искажа, но избори на 5 јуни нема да бидат легитимни не само заради тоа што Европската унија или меѓународниот фактор нема да ги признае тие резултати, но нема да бидат легитимни заради тоа што и трите други потписнички на Пржинскиот договор, парламентарните политички партии, нема да учествуваат на тие избори. А би сакала тука да додадам дека и албанскиот фактор нема да учествува на избори на 5 јуни. И нема како тие избори да бидат легитимни во една ваква држава, меѓуетничка држава. Да ви кажам право, јас ако до петок верував дека избори на 5 јуни се возможни од некаков си правно формален или технички аспект. Денеска не сум убедена дека и од тој аспект се возможни избори на 5 јуни, просто заради тоа што не сум правник, но не гледам некоја уставна можност за избори без право на избор. Значи имаш право да излегуваш да гласаш, ама немаш право на избор. И се надевам, сакам да сум убедена, но навистина се надевам дека сите ќе ја согледаме ургентноста на оваа ситуација и нема да дозволиме избори на 5 јуни, заради тоа што тоа за мене сметам дека е една многу опасно сценарио за државата. Ќе имаме некакви си институции кои нема да бидат легитимни, никој нема да ги признае, со тоа ќе бидат и парализирани. И држава без државни институции, ја не знам како тоа би изгледала.
се надевам нема да дојде до такво сценарио. А да не зборувам за тоа дека ја загрозуваме и евроатлантската перспектива на нашата јасно кажано држава, во повеќе наврати од А страна плюс на е еден меѓународните фактор што ги обединува сите етнички заедници во Македонија. Стефан, поред. Одиме на следното прашање. Омар Ајрули. Здраво, јас се викам Омар Ајрули и сум студент на политички науки во Државниот универзитет на Тетово. И мојата прашање за господјата Нора Алити, каква е улогата на ДУИ за излез од ова кризата што е сега, дека е нерационална ова криза што имаме, е малце каос, како е улогата Мислите дека ДУИ може да одигра улога? Не, што може ДУИ да контрибират за ние како граѓаните на Македонија да се излеземе? Како е... ДУИ имаше повеќе иницијативи. Последната иницијативата до Уставниот суд да се прогласи за неуставно распуштањето на парламентот. Добивте ли некаков одговор? Не, уште не сме добиле одговор. Значи, за улогата на ДУИ во целиот овој процес од 2014 година, која веќе почна политичката криза, која денеска, ја мислам дека не е само политичка, бидејќи 2015 не трогна и со кризата на сигурноста, стабилноста, па и на мирот, а веќе во 2016 ги почувствуваме првите последици од економски аспект. Значи, нема да зборувам за целата таа временска периода, затоа што мислам дека веќе е познато, но ако би се фокусирала на последната наша иницијатива до Уставниот суд, со која бараме Уставниот суд да ја преиспита одлуката на Собранието за самораспуштување, која се донесе на 23 февруари. Јас тука слушам аргументи дека зашто ДУИ очекува поинаква одлука од Уставниот суд од тоа од одговорот на Демократскиот сојуз што му беше. Да. И мислам дека ќе биде различна заради тоа што не очекувам Уставниот суд да ја отфрли ова иницијатива под истото образложение дека се работи за поединечен акт. Сепак се работи за драматично поразлични околности од тоа што беа тогаш и тоа што го имаме сега. Мо распуштивме заради тоа што сакавме да дадеме да овозможиме избори кои беа плод на консенсус. Меѓутоа, веќе сега е многу јасно дека нема ни минимални услови за фер, демократски и кредибилни избори. Сметам дека дали ќе има избори на 5 јуни или не, ги инфлуенцира сите граѓани и сите тие што ќе гласат или нема да гласат. Само на кратко, доколку еве ова иницијатива не успее, имате ли во план други чекори, бидејќи инаку следува еднопартиско собрание, едно национално собрание и се тоа што следува со избори со една партија? Јас сум длабоко убедена дека до такво сценарио сепак нема да дојде, но сите опции се во игра. Кои се тие сите опции? Звучите како Али Ахмети кој вели само нека се собере собранието, па многу работи ќе се отворат. Па не, има и други опции. Сега не би сакала да навлегувам во опциите кои што ги разгледуваме во моментот, заради тоа што сепак сакам да дадеме време на Уставниот суд. Една од опциите, мислам дека и колешката Поповска веќе ја има објавена, нели? Само ќе ве замолам колку ви дозволува тоа, нели, да речеме партиската дисциплина, да бидеме што поотворени, бидејќи граѓаните навистина заслужуваат одговори и немаат доволно одговори за целата ситуација која што ни се случува. Кус коментар од вас еве за тоа што го најави господјата Алити, дека ќе го кажете и за улогата на ДУИ во разрешувањето на политичката криза. Вака, има многу начини од каде да се почне со разрешување на кризата, не е само еден начин и повеќе од очигледно е дека се наоѓаме во една дупка и од таа дупка треба да излеземе. Што значи дека ако сме во дупка, држава вака треба да остане, нема да живееме, немаме право на живот, на борба. Апсолутно не. Значи има безброј начини, се додека не е избран друг состав на собранието, ние кои што сме избрани во собранието имаме мандат. Како што председателот Велјановски сега е како председател на собранието во Рим, така еве и ние со колешката Нора Алити сме тука како членови на парламентот. Се додека постојат членови на парламентот, додека постои парламент,
тој може во специфични ситуации соодветно да постапува. Доколку председателот Велјановски не сака да закаже седница, тогаш можеме на иницијатива на одреден број пратеници, самите како пратеници да инициираме седница. Формално 20 е, меѓутоа ако сакаме да бидеме поубедливи, може да обезбедиме мнозинство од 62. И тоа мнозинство го имаме, апсолутно. Значи, а исто така има и други модуси, кога би имало повеќе доблест во сите членови на ДИК, во тој случај би можело и они да си дадат оставка и со тоа исто така да предизвикаат дополнително заострување на кризата, каде што ќе мора тогаш председателот, сакал или неќел, да превземе мерки да закаже седница на собрание, бидејќи нема кој да ги спроведува овие така наречени избори, ниту да закаже дали други. имаат смисла таквите избори, веројатно ќе затоа излезат со инаку став. ДИК е непосредниот виновник, директниот виновник за она што не се овозможи афери демократски избори, бидејќи него прочистија списокот и тоа е една фарсична приказна која што траеше, беше цел серијал фарсичен. Меѓутоа не верувам дека би си дале оставка, иако ние како дом повикавме на тоа, затоа што навистина тие се најдиректно виновни што не се прочисти списокот и што пропаднаа изборите на 5 јуни. Избори нема да има на 5 јуни. Ова што сега се глуми, оваа приказна дека еве се спремаме, па кампања правиме, од тоа нема ништо. На секој реален човек што гази по земја му е тоа јасно. Ова е само, јас го нарекувам, врзување уште еден јазол на ортомчето на Македонија, уште еден јазол за да биде покомплицирано, што ни го врза раководството на ВМРО ДПМН, за ние сега да се занимаваме да го одврзуваме и сега во тоа време они да купуваат време и да купуваат позиција како некој да им се моли, аман да ги поништиме изборите за да добијат позиција како да си издействуваат амнестија одредени луѓе кои што треба да одговараат за криминал. Точка. Имаме понатаму повеќе конкретни прашања за тоа кој би бил излезот од оваа ситуација и уште еднаш ќе ве замолам, доколку нели имате информација или нешто се случува, колку е можно поконкретно за тоа да зборуваме за на граѓаните да им биде појасна сликата. Сега кус коментар на прашањето на господинот Омар Ајроли, подиме на третото прашање. Јас само на кратко би сакала да истакнам дека Република Македонија не е својна на никој. Иднината на Република Македонија не може да зависи од волјата на поединец, па макар бил тој и Трајко Велјановски. Пред се и над се е интересот на државата. Мора да има правен основ за излез од оваа ситуација. Значи, првиот излез, јас прво ги почитувам сите напори, еве и напорот на ДУИ со поднесувањето на одлуката, предлогот за иницијативата за оцена на уставност и законитост, меѓутоа тоа е многу долг процес. Ја го почитувам тој чин. Најлесно, најбрзо е свикување на собранието од страна на пратениците. Не може да има поголем легитимитет еден пратеник, Трајко Велјановски, кој што е председател, но тој е еднаков со сите пратеници, и да има поголема политичка моќ и сила од 62 пратеници. Мора да се изнајде начин и собранието мора да биде повикано за да можат да бидат разрешени одредени прашања кои што се камен на сопнување. За нас, без да се тргне аболицијата, одлуката за аболиција, и без тргање на одлуката за распуштање предвремено на собранието на парламентот, нема основ за разговори. За одредени прашања не смее да се разговара. За основни темелни вредности не смее да се договара. Ова може само да го земе како адут во рацете ВМРО ДПМН, кажа мојата колешка, за да се ги зајакни позициите преговарачки. На 5 јуни може да има избори, но тие избори нема да бидат избори, затоа што нема помеѓу кого да избираме. Денеска прочитав една анкета од Институтот за демократија. Над 63% од граѓаните на Република Македонија се против избори на 5 јуни.
Затоа што не се исполнети минимум условите за избори. Ако ВМРО ДПМН цело време се повикува на народот, тогаш 63% граѓани, најмалку, кои што се осмелиле да 63% граѓани на Република Македонија вредно е да се слушат. Секако, доколку не е во прашање нешто друго, а тоа е собствената кожа. Тоа е зголемување на влогот при преговорите за да се искубат од лицето на правдата, за да се искубат од санкцијата за она што го правеле изминативе 10 години. А од бомбите доволно слушнаме што се правеле. Оваа држава мора да почне да функционира, институциите на системот мора да почнат да функционираат, ако сакаме полека да ги средуваме работите. Георгиевска Лилјана. Микрофонот. Факт е дека непрочистениот избирачки список е една од причините да нема избори. Да нема услови, избори може би. Да нема услови, да, точно. Има и други причини. Јас лично сметам дека прво треба да се направи попис на населението, да се види кој е, што е, кај, кој се иселил, кој е жив, кој не е жив, па после да се прочистува списокот. Мислам дека ќе има пореална слика. Значи прво пописи, после избори. Вака размислуваат многу граѓани, мислам дека е убаво ова да го објасниме. Еднаш за секогаш, како да речем, навистина е попис потребен, меѓутоа може ли да се поврзува со чист избирачки список? Не е неопходен попис, посебно не сега, кога сме во оваа мат позиција. Сега треба да извадиме државата од дупката за да почне да функционира, да ја ставиме на институциите на тркалца и да се движи. Оти сега сме буквално пикнати во дупка. Пописот е статистичка операција, важна операција со економски параметри, значи битна за планирање на државата. Битна е и за ред други работи, меѓутоа во моментот тоа треба да го спроведат кредибилни институции. Ние немаме кредибилни институции. Кој ќе го спроведува пописот? Тие кои што ги раководат институциите на начин кој што не излажале и за избирачкиот список и за ред други податоци. Значи нема кој во моментот да спроведе фер попис. Како тогаш граѓаните ќе имаат доверба во тој избирачки список, бидејќи еднаш се зборува за една бројка на сомнителни гласачи, потоа за друга, па потоа се зборува за 2.400.000. Токму тоа сега сакам да го објаснам. Фама е дека ни требаат нам години за да го прочистиме избирачкиот список. Многу е едноставна таа операција, секој нормален човек знае да собира и да вади. И знае да види кој е мртов, тој нема да воскресне, тој нема да стане. Значи, ако е мртов на списокот, има податоци во институциите, тие се бришат. Кој е иселен, се ставаат со звездичка и се ставаат на друга листа, за да не може некој друг да дојде со лична карта паралелна, дупликат, па да гласа во негово име. Ако се утврди дека секој што е иселен ќе може да гласа исклучиво со пасош на кој ќе се види кога влегол во Македонија, тогаш нема да може да се користат фалсификат личните карти што некој ги направил, па да гласа во име на некој што е во Канада, во Детройт или не знам каде, во кој дел од светот. Значи, суштински што е? Порано ние немавме податоци за кој се на избирачкиот список. Сите можевме да правиме, за изминати циклуси изборни зборувам, можевме да правиме увид дали сме ние на избирачкиот список, но ништо повеќе. Благодарение на Пржинскиот договор се воспостави транспарентен процес и тој почна транспарентно на проверка на избирачкиот список. И мораше да се направи електронска апликација со која што сите граѓани кои што се граѓани или сите лица кои што се на избирачкиот список беа покажани на увид на јавноста. И сите можевме за било кого да видиме дали се наоѓа или не се наоѓа на избирачкиот список и да ги вкрстиме податоците. И така откривме дека таму има
еден куп починати, иселени, измислени луѓе. Така видовме дека има лица на измислени адреси, дека има на адреса па без број на стан, значи како некои во ходници да живеат, па има на празни кујки, па има луѓе кои пред 20 години се иселени, па ги има на списокот, па на бензински пумпи, на адреси на амбасади и така натаму и така натаму. Скандалозни работи видовме. Илјадници представки доставивме и како граѓани и како политички субјекти и секој можеше. И почна, значи, многу транспарентно процесот, видовме што има. И првичниот заклучок на ДИК беше точен, со консензус кога рекоа дека проценуваме дека има околу 330.000 лица што се сомнителни кои треба да се проверат. Но после почнаа дубарите под команда на раководството на ВМРО-ДПМНЕ, па не знам, може би на нив се сомнева, меѓутоа и ќе видиме по чија се команда, дел од членовите на ДИК почнаа да ретерираат. Нема да провериме теренски 330.000, ќе бидат 110.000. Па се сеќавате членовите на СДСМ и председателот на комисијата експертот Чичаковски излегоа и се спротивставија на тоа. Па после рекоа нема ни 110.000 да провериме, туку 89.000. Па после го смалија на 87.000. За на крајот што се покажа кога го покажаа списокот, на увид го дадоа тој список од 87.000 и излезе дека половината луѓе на тој список не се никакви проблематични лица, туку се луѓе кои 30 до 40 години живеат на тие адреси. Значи во меѓувреме некој рачно направил промена. Наместо вистина сомнителните лица, дел од сомнителните, сместил лица кои што постојат, за да одат анкетарите на терен, да ги вознемируваат честните граѓани и да ги прашуваат чук, дали сте вие тука овој што го гледаме, а човекот живее 30 години таму. Тоа беше навреда на интелигенцијата на луѓето, но тоа беше една бесрамна манипулација за да се исмее тврдењето на опозицијата и на сите нормални луѓе кои дзирнавме во избирачкиот список и видовме дека е скандалозен. За на крајот да се каже дека и по овој вака делумно направен процес на проверка, дека над 40.000 има непостоечки лица, над 40.000, дека има илјадници починати и 100 се покачи бројот до 139.000 иселени лица. И на крајот што се рече, што беше тврдењето од членови на ДИК? Списокот е совршено чист, ништо не фали, ништо не е вишок. Па потоа дојде, значи, оправдување на списокот, го ставија во оптек и продолжија со процесот на избори, за потоа да додадат уште 5.000 луѓе кои што наводно од МВР им ги додале како заборавени лица, па потоа да речат море не се 5.000, 150.000 се или колку, за на крај да речат па ние не сме само 2 милиони жители во Македонија, ние сме 2 милиони и 500 скоро. Значи, сето тоа е мајтап со здравиот разум на луѓето, тоа е непристојно, веќе дури човек не знам ни дали има смисла да бара коректни изрази, ова е непристојно. Непристојно е и затоа, значи, сега како е разрешницата, за да ви олеснам, нема потреба од попис. Порано не ги знаевме лицата кои што стојат на избирачкиот список. Сега веќе не само владеачките партии, сега секој и од опозицијата и од експертите кои учествуваа во процесот меѓународни ги имаат сите податоци и тоа за неколку недели се средува. Ако се има политичка волја, се средува. А политичка волја има критична маса на политичка волја и треба уште оваа фарза што раководството, врвот на ВМРО-ДПМНЕ ја прави, да се каже дека е да се разголи, да се соголи и едноставно ќе го имаме ние пристоен избирачки список. Идеален нема да имаме сигурно никогаш, меѓутоа за месец, 2 до 3 ние можеме да имаме сосем пристоен избирачки список на кој што ќе биде јасно кажана волјата на граѓаните и каде што сите ние како партии сакаме да учествуваме. Малку бев подолга, простете, меѓутоа толку се комплицирани сиве овие работи што ако кажеш еден дел нема да може да се свати целата приказка. Извинете, Нора. Добро, јас се согласувам, мислам дека да, пописот е многу важен за една држава, но сепак мислам дека не е времето да додаваме други сензитивни теми, кога веќе се наоѓаме во еден комплетен хаос.
Сметам дека возможно е да имаме чист избирачки список, без при тоа да имаме и попис, заради тоа што тие се прават со две различни методи. Едната е за резиденти, значи колку луѓе живеат во државата, другата е колку државјани има на Република Македонија. За избирачкиот список, да, е причина, заради тоа што не може да има и минимални услови за кредибилни избори, но сепак сметам дека за да биде чист избирачкиот список, прво треба да имаме и институции кои ќе бидат кредибилни. Заради тоа што ДИК не може самата по себе да го исчисти списокот. Сепак тоа се прави во соработка со многу други институции. За мене е важно не само избирачкиот список да биде чист, туку и перцепцијата на граѓаните да биде дека тој избирачки список е чист. За да достигнеме до таму, треба да направиме ред други работи. А мислам дека како game changer, сега не знам тоа на македонски да го кажам, Пресвртница. да беа одлуките на господинот Иванов за аболиција. Бидејќи пред тоа, како ДУИ, не сметавте многу дека има некои проблеми во избирачкиот список. Па, видете, сепак има таму луѓе експерти и наш член кој се занимаваат со таа тематика. Јас не сум многу информирана. Не дека не сметавме дека има проблеми, но сепак ова веќе што направи господинот Иванов е еден удар врз целокупниот правен поредок на државата и веќе нема смисла. Јас некојаш велам дека ова е стварно еден нискобуџетски политички хорор филм. Попис мора да има, меѓутоа дали сега според мене или според нас како СДСМ не, затоа што на вистина за да се спреми попис треба поприлично долго време. Подготовка на институциите, техничка подготовка и така натаму. Значи, жалосно е што Република Македонија може би со уште земји кои што се бројат на една рака не можат да спроведат попис, а сме кандидат за членка во Европската Унија. Во 2011, знаете, имаше обид за попис, беа потрошени некаде, колку се сеќавам, околу 14 милиони евра од буџетот, од грбот на граѓаните, никому ништо, пописот пропадна, никој не сноси одговорност, никој не даде отчет и одговор за потрошените средства и таа од разни причини тој процес остана покриен. Мислам дека избирачкиот список и пописот немаат некоја врска, иако помага за пописот за чистење на избирачкиот список. Пописот е повеќе важен заради економски, социјални, демографски, политички и така натаму причини. Избирачкиот список после Пршинскиот договор имаше фингирана, сега се гледа дека била фингирана политичка волја помеѓу сите учесници дека треба да се исчисти избирачкиот список. Имавме помош од АФС, беше направен правилникот за методологија, за начин на прочистување, меѓутоа на крајот кога дојде да се имплементира, како и се во државата, практично не се имплементира. Оно што сакам сега тука да го кажам е, Република Македонија или Собранието се одлучи за начин на гласање со фингерпринт уште при измените на изборниот законник од некаде 2011. Преодна одредба имаше, имаше преодна одредба со која што практично секој гласач, за да биде еден човек еден глас, при гласањето со фингерпринт ќе се регистрира и тие податоци од папиларните линии ќе се вкрстат во институциите и практично ќе се отстрани можноста еден човек да гласа на повеќе места. Меѓутоа тоа, бидејќи треба многу време и средства, не беше прифатено и се тргна таа преодна одредба од изборниот законник и отидовме на оваа методологија. Сега тука.
се искористија разни квази правни аргументи за тоа дека избирачкиот список е одличен и еден член на Државната изборна комисија дури се пофали дека ние сме имале прекрасен избирачки список и досега само џабе сме се мачеле. Мислам дека со овој избирачки список, да не одзема многу време, има ли некој граѓанин во Република Македонија што верува во постоечкиот избирачки список? Не. Значи, перцепцијата е дека избирачкиот список не е во ред. Ако е така, а Државната изборна комисија не се надмина себе си, повторно како на далечинско копче секој си гласа според насоките на партијата, донесе одлука таква каква што ја донесе. Значи, ако е така, нема услови за избори на 5 јуни. Треба да се вратиме назад, да седниме, имаме добра методологија и со сериозен пристап да го исчистиме избирачкиот список. Ова е пародија. Замислете, сите имаме перцепција дека не е чист избирачкиот список, се прочистува избирачкиот список и допишуваме. Прво тргнаја 5000 граѓани, по разни основи, сигурно предпоставам дека повеќе ради смрт, за другите по другите основи не ни чепнале, за да на крајот господинот Чавков каже дека не има уште 130.000 луѓе избирачи кои што треба да се запишат. Ова е пародија. Ова мора да запре. Значи, уште еднаш одговор на прашањето, да, на држава и е потребен попис. Меѓутоа, за ова треба многу време. Ако треба време многу, не сме во можност сега заради политичката криза во која што сме западнати, не смееме да ја должиме. Државата не може, граѓаните, стопанството не може повеќе да издржи во ваква состојба. Мораме да најдеме нов начин, односно најден е начинот на кој што треба да се исчисти избирачкиот список, само треба да го почитуваме она што сме го договориле. Очигледно, кога се договараме, лесно се договараме, но одредени субјекти, спроведувањето им е многу тешко. Господинот сакаше да се вклучи, повели? Атанас од Здружение на граѓани за праведно судење и применување на законот. Кога заспоревме сега околу избирачкиот список, дали е готов или не е готов. Ние викаме дека не е готов. Ние имаме институција што се вика ДИК и што зима плата 4 години уназад и се уште списокот не е готов. Значи, таа институција не работи. Ја не знам од кое, што е, како е. Колку што знам, тоа ДИКот го води опозицијата. Колку што знам. Но, препреки има. Зашто ние не се префрлиме прво на тоа? Сега зборуваме дека овие што направиле. Во ред ќе, јас се слушам дека тоа они го направиле. Што вие ќе понудите и како мислите оваа политичка криза да ја решиме? Затоа што ние како граѓани очекуваме од 5, 10, 15 луѓе. И тие 15 луѓе што ни кажуваат? Ни кажуваат едноставно, слушај, ние не сме краделе, ние сме честните, а вие другите викат, не, вие сте краделе, ние сме, што? Ништо и остануваме до тука. Дали вие како партии можете да понудите нешто или ние како граѓани би требало да се организираме и да присуствуваме? Тоа е прашањето. Зашто малите партии да не присуствуваат и да немаат они право на по еден пратеник во парламентот? Без разлика на све. Ако се мали партии, 50 партии, има 50, по еден човек. Дали ќе имаат пратени во парламентот, од избори зависи. Дали мислевте вие, дали малите партии да присуствуваат во обидите за разрешување на политичката криза или... Па не, пошто они сега ја направија кризата, треба да најдат решение. Дајте да видиме. И ние, како мали партии, дали можеме да допринесеме за да се реши оваа криза. Али со кој предлог? Никаков предлог ние до сега не слушавме. Ни од едната, ни од другата страна. Добро, благодарам. Значи, прво, ДИК не ја води опозицијата или нема мнозинство во опозицијата, туку тројца се експерти, тројца од опозиција и тројца од партија. Двајца од опозиција. И ДП.
ИДП. Значи и тројца од вас. Практично, структурата на ДИК беше правена да има баланс, за да може да се донесуваат одговорни одлуки врз основа на правни аргументи и факти. Меѓутоа, искрено да ви кажам, јас сум им давам се уште шанса на ДИК, барем они да се свестат за тежината и на моментот, на ситуацијата и одговорноста која што ја носат за иднината на државата. Им давам можност да се поправат. На неколку пати донесуваат такви одлуки кои што на вистина не да немат правен резон, практично немат реален резон. Добро, последната ситуација е работна средба на која што ДИК ќе одлучува дали има смисла да учествува дали треба за тоа да се политичка партија. Дали треба за тоа да се одлучува? Тоа е последната информација и дали ќе се одржи седница на која што ќе се расправа за тоа. Значи точно тие работи мене ме лутат. Вчера се состанува ДИК да ждребува, кого ќе ждребува? Па нека му извлечеа на ВМРО ДПМН реден број 5. Една е политичка партија која што сака да учествува на избори. Патем да кажам дека не знам, читав, ама не најдов некој освен Хитлер 38 кога учествувал сам на избори и од излезност 99,5% добил 98, не знам колку посто и Северна Кореја. Значи, ДИК мора да си ја свати сериозноста на задачата. ДИК треба да се издигне над ситуацијата и да почне на вистина да работи врз основа, не сакам да видам врз основа на устав и на законова. Ова е согласно. Да. Значи како дали малите политички партии треба да учествуваат? Знам што сакате да прашате. Мислам дека шарената револуција или граѓаните на улица покажаа јасно дека тие нема да си ја дадат државата така, тие нема да дадат само да биде ексклузивно право иднината на државата, иднината на нашето потомство да биде во рацете само на одреден круг на луѓе. Покажа многу шарената револуција и од тоа многу политичките партии кои што сакаат да бидат релевантни, треба многу од тоа да извлечат заклучоци. Ние како Социјалдемократскиот сојуз сметаме дека треба да има поголем плурализам во собранието на Република Македонија и мислам дека нашата демократска платформа понатаму ќе биде заедно со демократските структури кои што сега учествуваат, да речеме, во борбата против овој режим. Сметаме дека по смената на оваа власт час поскоро треба да се отвори дебата сериозна за промена на изборниот модел кој што единствено може да Република Македонија, ние во преговорите од пржино го застапувавме и ако се сеќавате предложивме Република Македонија да биде една изборна единица. Но тогаш не беше сватено сериозно и не беше прифатливо за остаратите политички субјекти кои учествуваат. Ние понатаму остануваме, бидејќи сме конзистентни на собствениот став, продолжуваме и понатаму. Со смената на оваа власт мора да се отвори прашањето за изборниот модел и за Република Македонија како една изборна единица. Со тоа ќе се даде шанса по малите политички партии да имаат еднакви можности да учествуваат на избори и да влезат во парламентот и тие да го дадат својот придонес во креирањето на плуралните односи во државата во сите сфери од општественото живење. Исто така сакаме изборните листи дефинитивно да бидат отворени. Мислам дека тоа би го поддржале поголем број од македонските граѓани, бидејќи на тој начин може да гласаат за госпоѓата Цветанка доколку таа покажала резултати претходно или да не гласаат, или да не гласаат ако не се покажа. Ова ќе биде првиот чекор кон демократизација и на партиите, и на општеството, и плурализација, и давање шанси на помалите партии, кои што имаат право исто така и тие да се организираат, да дадат придонес во
градењето на општествените Ова беше односи. дебата Ова пред ќе биде неколку месеци. нов начин на Господино креирање. Поповска, дали има шанси за отворени листи за една, нели бевте вие тука во студиото и мислам дека кога тоа се замолча некако беше можеби првото разочарување дека ете сега големите партии пак ќе си одат, ќе се менуваат една по една. На прашањето на господин. Да, Дом беше и предлагач на закон за една изборна единица. Тоа и цела кампања имавме и за отворени изборни листи и за еднаков број мажи и жени на листите. Но ме радува ова што го слушам од колешката од СДСМ, од Цветанка Иванова, најава за нивната спремност и отвореност и демократски капацитет да се промени изборниот модел со една изборна единица и отворени листи. Некои избори понатаму. Да, бидејќи во моментот очигледно треба да ја вадиме државата од дупката, нели како што рековме. Инаку ова исто во неодамна го слушнав и председателот на СДСМ Зоран Заев го кажа на дебата на Цивил, каде што сите заедно дебатиравме и каде што на некој начин всушност се реализираше идејата на Дом, каде што повикавме на јавна дебата на сите политички и неполитички субјекти. Ова беше предлог и во преговорите од Да, јас тоа го поздравив и од парламентот кога го гласавме законот изборен. Да, токму така. Вие бевте единствената партија која што застана за тој предлог. Неодамна имаше дебата организирана од невладината организација Цивил, каде што 20-30 организации, партии и политички пред се дебатиравме. Изразив жалење што не се и невладините викнати и верувам дека следниот пат ќе бидат. Меѓутоа за таква дебата се заложивме како партија затоа што верувавме дека токму тоа е начинот како треба да се разрешува кризата, за да си ја менаџираме одвнатре. Ние кои што сме одвнатре, демократските сили, кои што сме одвнатре, да не чекаме од надвор некој да ни каже што да правиме и добро е што такви дебати се отвораат. Инаку, независно од големината на партијата, како себе си се гледа, се прецепира и како јавноста ја гледа, мислам дека секоја сериозна партија има обврска да предлага решенија, да дебатира и да кажува свој став. Не смее да замолчи, не смее да се скрие и да не каже што мисли за одредено актуелно прашање. Така Дом веднаш по првата објавена бомба, значи го кажа својот став, го осуди и самото прислушкување и содржината на прислушкувањето и веднаш ние ја почнавме и постапката за излегување од коалицијата. И сега ќе се обидеме тоа исто да го направиме што е можно поконкретно, односно да одиме еден чекор напред од она што е една обсервација овие денови по сите дебати што можам да ги видам по телевизиите дека избори неверојатно нема да има, само сега се бараат начините како. Значи сакам вечерва тука да се обидеме да ги најдеме начините, меѓутоа не сега. Господи Поповска, бидејќи имаме конкретни прашања, едно десетина од луѓе од различни делови од државата. Значи, ако може постапката кусо да довршите со одговорот за да одиме на овие. Како што веднаш предложивме тогаш кога почна кризата, значи дека треба да оставка на јавниот обвинител и избор на нов со консензус, еве имаме модификација специјално јавно обвинителство. Предложивме паралелно политички и правен процес, еве ги течат. Сега, кога сме во оваа фаза од заглавеност, што треба? Треба прво свикување на собраниска седница, која што зборувавме има разни модалитети и тоа ќе се направи. На таа собраниска седница треба да се поништи датумот на избори 5 јуни, кој што формално уште ни виси како некој рок официјално изгласен. Понатаму поништување на аболицијата преку мислење на законодавно-правната комисија која што ќе констатира дека е направена незаконски врз база на член кој што не постои. Понатаму формирање значи една одредено владино мнозинство кое што ќе донесе механизми за прочистување на списокот, носење на медиумскиот закон и одлука за специјален суд би било идеално, меѓутоа бидејќи формирање нова институција бара време и бара процедура, сите сме сложни, во јавноста има дебата за тоа веќе и консензус да се отвори специјално одделение во судот за да може да се решаваат случаите од специјалното јавно обвинителство. Еве ви овде неколку 5-6 точки ви кажав кои што се јасни чекори за излез од кризата. А потоа за неколку месеци ми се допаѓа и предлогот што го имате колешке од кај вас за условен датум на преговори. Мислам дека е тоа разумен, рационален предлог и на есен, септември, октомври со Господ напред овие работи претходно ако ги исполниме со еден јак менеджмент,
со поддршка и од меѓународната заедница, сега на Стефан да одговорам, од Тимора помош тука ни треба нивна и исполнување задолжително на сите тие фази, техничкото завршување на избирачкиот список. Рековме, тоа не е никаков проблем и на есен да имаме избори. Па како граѓаните ќе речат, така нека биде. Господи Алити, значи решение бараше господин. Да, кажете? На контрреплика. Специјално јавно обвинителство ние имаме во Репција. Сега ќе направиме специјален суд. Одделение специјално судство. Зашто ни е нас тоа потребно? Дали ние не треба да направиме дали ние не треба да направиме промени во законот и да имаме ние една граѓанска порота, 15 члена граѓанска порота, како ние што го предлагаме, као ЗАПРИ, значи во Врховниот суд, што нема да има потреба ни од специјален јавен обвинител, ниту од специјално судство. Добро, поротата граѓанска веројатно за редовните процеси, сега зборуваме за разрешување на... Тоа е убаво за демократизација, меѓутоа подолг процес е сега во ова кратко време од неколку месеци, треба со ова да се занимаваме. Согласиме да имаме една брза постапка. Што се однесува до изборниот модел, само на кратко, бидејќи беше спомнато, да беше дискутирано во рамките на Пржинскиот договор и тоа што се одлучи, но како Демократска унија за интеграција ги поддржувавме отворените листи, не и Македонија како една изборна единица, но нема да навлегувам во детали зашто беше тоа така, ќе оставиме за некој нареден период кога тоа би било пак тема. И јас се согласувам дека сега солуциите за излегување од оваа криза треба да се барат во рамките на законодавниот дом. Да не се повторувам, но парламентот треба да се состави, треба да се направат и некои измени што би дозволиле тие одлуки или одлука за аболиција да биде или повлечена или поништена. Мора правната држава во Македонија да функционира, заради тоа што и одлуките кои господинот Иванов ги донесе за аболиција уствари ја порази и идејата зашто беше формирано тоа специјално јавно обвинителство. Мора да се направат чекори со кои ќе се овозможи безпрекорно функционирање на тоа специјално јавно обвинителство. Мислам дека ако се направат овие работи, ќе ни треба малце повеќе време, не знам колку на есен е оптимистичко, за да имаме кредибилни избори, но тоа што треба да се направи е да се посветиме на некои реформски агенти кои што веќе се вградени и во Пржинскиот договор, но и од извештајот на Приве. Вие сметате дека есента ќе биде рано? Па како стојат работите сега, мислам дека е преоптимистичко. За мене мислам дека реално е ако се има секако политичка волја помеѓу политичките субјекти да бидат изборите во есен, затоа што опасно е малку нелеготирање кога би биле, бидејќи видовте што значи одредување на датум. Не сум за условен датум сум, затоа што ние можеме да го одредиме датумот дури по 4 години. Ама ако ништо не правиме, не ги направиме потребните подготовки и реформи, како што се прочистување на избирачкиот список, одделување на партијата од државата, медиумите, а секако без аболицијата и поништување на одлуката за избори, тука не станува ни збор за понатамошни чекори. Сметам дека намерно политичката врхушка на ВМРО-ДПМН ја направи вака ситуацијата. Ако погледнете неколку месеци наназад, практично институциите на системот направија државен пуч во функција и во корис на ВМРО-ДПМН. Еве како. Значи, тие се сложија, фингирано се сложија на обврските од Пржинскиот договор и прифатија да има специјално јавно обвинителство и за останатите да не зборувам, бидејќи нив им е многу важна аболицијата, нити избирачки список, нити други работи. Прифатија да има специјален јавен обвинител, но тој специјален јавен обвинител да биде до таа мера обструиран за да не може да си ја врши работата. Во меѓувреме направија и го искористија Уставниот суд
да им направи подготовка, укинувајќи го измените од 2006 мислам беше. Може. Како и да е, тој формат на преговори не донесе резултати, се доневедовме во оваа ситуација за која што многумина велат дека овие избори со една партија не значат разрешување на кризата, туку значат незино продлабочување. Јас ќе ве замолам, ако може, да направиме еден напор да ги спочитуваме луѓето кои што упатија прашања до сите вас, сосема кусо ќе ги упатувам прашањата до секоја од вас до која се наменети. Првото е до вас, госпоѓо Иванова. Извинете што ве прекинав, меѓутоа имаме уште 10 минути само. Иван Деспотов од Битола. Вели, господјо Иванова, бидејќи сте долго во собранието, сакам да ве прашам дали е можно повторно да се свика собранието. Јас ќе ве замолам за многу поконкретен одговор од оној што би можеле како политичар да го дадете на овој одговор. Значи, велите, на 5 јуни може да има избори, преска во текот на емисијата рековте, но имаме механизам со 60-20 пратеници да не го чекаме председателот на собранието, туку да си ја свикаме седницата. Не сум рекла дека на 5 јуни може да има. Не, рековте може да се случат, меѓутоа тоа нема да бидат избори прифатени од сите. Значи, тоа се две спротиставени работи. Дали се случува нешто на собирањето на поддршка на 62 пратеници и дали може граѓаните да очекуваат неделава да се свика собранието? Значи, не може да се остави државата да тоне. Мора да се наоѓаат правни механизми за излез од кризата. Собранието може да се свика. Согласно член 66 од Уставот на Република Македонија, собранието на Република Македонија е во постојано заседание. Мандатот на пратениците во собранието трае до верификацијата на мандатот на наредните пратеници кои што ќе бидат избрани на избор. Не се случајни овие правни норми ставени во Уставот и во изборниот законник и во Законот за собрание, мислам дека има оваа одредба. Тоа значи дека Република Македонија во ниеден случај или било која држава не може да остане без институции, вклучително тука и без законодавен дом. Затоа е мандатот на пратениците до верификација на наредните пратеници кои што ќе бидат избрани. Ако е така, значи во полн капацитет ја имаат надлежноста, правата и обврските пратениците до верификацијата на мандатот на наредните пратеници. Да не повторувам како Трајко тоа се декларира дека е преседател во Рим за посета кај папата, а нема надлежност, не е преседател за да ја реши кризата. Значи тој не е заинтересиран за решавање на кризата. Ако не е Трајко заинтересиран за решавање на кризата, тогаш мора одговорно да постапат пратениците. 20 пратеници можат да свикат седница на собранието, затоа што да иницираат седница на собранието. Уште појако ќе биде ако мнозинството пратеници свикаат, иницираат свикување на седница на собранието. Ова е на ниво на размислување на идеја или се прави веќе? Не на ниво на размислување на идеја. Значи, пратениците имат легитимитет. Тие представуваат граѓани. Тоа е теорија. Што се случува? Дали ја имате таа, дали се собрани тој број на пратеници кои што ги иницираат? Јас не знам, ама предпоставувам дека се собрани. Неделава дали може да се очекува маса, затоа што пратениците на вистина се сериозно одговорни и исправени пред ситуацијата во која што е ставена државата и тие не можат да седат и да чекаат да пропаѓа државата и да патат граѓаните, а да биде ексклузивно право на господинот Велјановски, кој што патем да кажеме аболициран. Добро. Да свикува седница. Мора да има правен механизам да биде свикана седница. Објаснете малку повеќе, ако може да се свика седница, да едноставно мислам дека се оди по некој ред да се дочека председателот Велјановски да дојде, па лично да соопшти што мисли да соопшти, во меѓувреме потоа верувам дека пак другите пратеници ќе му соопштиме што ние имаме да му соопштиме. Валентина Недевска од Куманово. Ке го видиме незиното прашање. Вели прашање до Лилјана Поповска. Дали вие како многогодишен пратеник во еден период под председател на собранието го управувате тоа председател Велјановски да не закаже седница за да се одложат изборите на 5 јуни? Не го оправдувам апсолутно. Ги знам правилата, процедурите. Ова што го прави не е во ред. Катерина Божарска од Валандово го испраќа незиното прашање. Дали сметате дека председателот Иванов ќе има смелост да ја повлече аболицијата и дали ќе се извини на македонската јавност за овој гаф, вели Божарска? За мене? Вале. Па
Сега, господинот Иванов, како што веќе е познато за ДУИ, но не само за ДУИ, туку и за 90% од албанците кои не го гласа, не го признаеме како председател. Нема сега тука да ви одземам време и да кажувам колку сме биле во право тогаш кога баравме еден консензуален председател, бидејќи сепак во ситуацијата во која се наоѓа нашата држава, немам никаква сатисфакција од тоа дека времето докажа дека ете ДУИ имало право. Не знам дали он лично ќе најде доблест да се извини за тоа што го направи, но една работа знам. Нема друго чаре. Тие одлуки за аболици мора да се поништат или повлечат. Може, доколку сакате вие да покоментирате кој на прашање? Кажано е се. Добро. Не, само јас кратко. Ова е преседан со аболицијата на господинот Иванов. Мислам дека и така разнишаниот правен систем во државата веќе го нокаутира. Аболицијата мора да биде поништена, затоа што ако не биде, а не сме да не биде, тоа значи дека во оваа држава може секој што сака да прави и доколку е припадник на политичката партија која што е на власт, може да биде амнестиран и може да биде помилуван. Има разни форми на како оваа аболиција ќе се тргне, било тоа да е преку Уставен суд, што е председател долго време ги бара формите, не може. Па тој не сака да ги најде, Долга е процедурата пред Уставен суд. Мислам дека нема да сака господинот Иванов да ја повлече одлуката, затоа што тој ја донел по директива на врхушката. Ќе мора собранието, ќе најде начин преку толкување, на автентично толкување, законодавно-правната комисија, преку правење на прочистен текст на законот каде што е направен превити на непостоечки член се повикува при донесувањето на одлуката да бидат поништени одлуките, затоа што тоа е првиот чекор кон враќање на државата на вистинските принципи. Или како што граѓаните велат, нема правда, нема мир. Нема да има смирување на тензиите во Македонија без тоа. Талат Јусуфи од Тетово, кога се работи за Македонија, треба сите партии да се вклучат во преговорите, па дури и опозицијските вон парламентарни партии. Господинот Зијадин Села повика да се вклучат и тие, па ваш коментар за тоа. Кусо? Па, многу кусо, значи, некои од нивните залагања се совпаѓаат со другите, мислам, со залагањата на другите политички партии. Сепак мислам дека во овие моменти треба да разговараат и сите солуции кои ќе се направат во законодавниот дом. Така барам сметам, значи од луѓе кои се веќе легитимирани на избори. Немам ништо против партијата на господинот Зијадин Села. Им посакувам успех, им посакувам да има доволно број пратеници за да може да ги реализираат нивните залагања. Ненад Јовевски од Вашингтон. Јас сум иселеник во САД, живеам во Вашингтон. Ве молам поставете го прашањето од сите гости, дали сметате дека набрзо ќе се реши кризата во Македонија? Вие во еден неодамнешен настап рековте дека сте си спокојна по ова прашање, со по две реченици, бидејќи имаме уште неколку. Да, веќе како што ги изложив во неколку точки, значи се знае како треба да се разреши кризата. Прашање е на моментот дали ќе почне по 3 дена или по 4 дена да се разрешува и точките да почнат да се реализираат. Апсолутно. Мора да се реши кризата и желбата на граѓаните за демократија е се поочигледна. Мора да биде решена. И јас верувам во истото, друга алтернатива нема и верувам дека ќе биде многу скоро. Михајло Гиновски од Радовиш, со измената на изборниот законник сега треба да се 40% жени, а од друга страна кажува дека не се можни кредибилни избори. Тука насетувам некаква критика кон СДСМ. Прашањето од Цветенка Иванова, дали актуелните пратеници може да ја решат политичката криза? Значи, не знам што имаат жените тука. Позитивно 40% треба да има жени, од друга страна кажуваа дека не се можни кредибилни избори. За жал не е тука господинот Михајло. Тој дел.
Ако се прашувам, јас не 40%, треба 50-50, затоа што подеднакво учествуваме сите во градењето на ова општество и треба да се сите ресурси користат, нели, од жените и од мажите. Мислам, не ми е јасно прашање што има. Добре, да одговориме на ова што е сосема јасно. Дали актуелните пратеници може да ја решат политичката криза? Тоа е вториот дел од прашање. Актуелните пратеници се исправени пред проблемот, пред предизвикот да ја решат кризата и тие мора да ја решат во интерес на граѓаните на Република Македонија. Посебно до вас една реченица која создаде оваа политичка криза во Македонија. Сите ние знаеме дека со непризнавање на резултатите од страна на лидерот на СДСМ Зоран Заев и прислушуваните разговори прашалник. Сега веќе се поизвестно е, јасно е зошто не сме ги признале изборите. После бомбите кои што беа, нели, кои што ги слушнаа граѓаните, јасно е се дека ВМРО на ваков начин во ваква состојба со избори не можело да се победи. Затоа што колку би им сме се приближувале до резултатот, тие си штанцале толку гласови колку што им биле потребни за изборите. И затоа тие не сакаат промена на ситуацијата. Ако се сигурни дека се фаворити кај граѓаните, нека ги направат неколкуте работи, да го исчистат избирачкиот список, да го реформираат, да ги реформираат медиумите, да одделат партијата од државата. Се уште Груевски ги вика министрите на отчет кај него. Се да уште нема потреба од втори избори после овие на 5 јуни на кои што ВМРО има чувство дека му е заслужена победа, така како што вели, значи после 5 да има избори во кои што ќе веруваат сите. Втори избори после 5 јуни некој треба да даде одговор на прашањето зошто ќе троши толкави народни пари за втори избори. Државната изборна комисија без оглед толку. Извинете, многу важно прашање, Јована Ценевска од Гевгелија, кое е решението за политичката криза, дали доколку се одржат избори би имало безбедносна криза? Значи ова него опфативме денеска, мислев дека имаме повеќе време, меѓутоа многу кусо. Дали има опасност доколку се одржат сега изборите да има безбедносна криза? Знаете што, некој веројатно планира да има и безбедносна криза и веројатно му е дел од сценариот, од можното сценарио. Само и само да не тргне работата во нормална разврска, и нормалната разврска значи и казна за оние кои што учествувале во криминал и корупција. Меѓутоа, јас мислам дека нема да се дозволи безбедносна криза. Прво, граѓаните се извонредно свесни, тоа е огромното мнозинство граѓани. Второ, меѓународната заедница апсолутно нема да дозволи меѓународна криза и тука би сакала да демантирам еден мит и еден дел од психолошката војна што последниве месеци се врши како терор врз граѓаните на Македонија, каде што се заплашуваат дека еве странците ни спремаат војна. Странците сакаат зло да и направат на Македонија. Тоа се глупости и тоа е безобразно лажење и манипулирање на граѓаните. Ако некој од надвор сакал да и направи зло на Македонија, па имал доволно време тоа да го стори, иако јас не гледам ни една логична причина зошто тоа некој би го правил. Напротив, странците во моментот ни помагаат да се одржи стабилноста и затоа што сме дел од некои интеграции, евроатлантски интеграции и затоа што во моментов Македонија е извонредно важна алка во овој канал на мигранти и извонредно битно е да има стабилност во Македонија. Значи далеку е од умот се во ова. Безбедносни ризици ако имаме избори на 5. Ја мислам дека треба да се запрашуваме што би се случило кога би имало избори. Тоа е тоа што треба да не плаши, а не кога би немало избори. Не, прашањето е ако има избори. Дали доколку се одржат избори би имало безбедносна криза? За мене би било едно опасно сценарио. Не сакам да навлегувам, но навистина влегуваме во опасно сценарио. Ќе биде ситуација кога државните институции ќе бидат целосно парализирани, ќе биде борба за опстанок на државата. Не, нема да има безбедносна криза, затоа што во меѓувреме ќе го закажеме собранието и ќе ги поништиме изборите и ќе си фати работата и да нормален тек. Многу ви благодарам, малку пробивме, мислам дека ова беше динамично на крај, нема да ни замерат оние кои што организираат програмата. Значи, она што може да се извлече како заклучок од оваа дебата е дека го чекаме враќањето на председателот на собранието, да видиме тој што има да каже, рече господјата Лиљана Поповска, потоа пратениците ќе го кажат своето.
Граѓаните веројатно би можеле да очекуваат свикување на седница или не во текот на неделава ќе видиме. Следната епизода на Отворено е по 14 дена. До тогаш следете на социјалните мрежи, на профилите на Отворено на Facebook и на Twitter. Пишувајте ни што би ве интересирало и кого би сакале да видите од ова страна на студиото. Вам, поштовани граѓани, многу ви благодарам вечерва за чеството и интересот за емисијата. Пријатна вечер.